Како што најавивме со колегата Александар, ќе го посветиме првиот разговор токму на авиацијата. На телефонска линија го имам пилотот Дејан Саздовски. Добро утро, Саздовски. Добро утро. Вчера го беше одбележан кај нас денот на воздухопловниот винг. Вие сте, иако сте од цивилното воздухопловство, сепак како пилот сте еден од порелевантните за зборување на ова тема. Па сакам прво да ве прашам како сме опремени ние како држава и во одбраната, но и во цивилното воздухопловство, пардон. Опремени со средства или со кадар? Со двете. Добро. Во врска со военото воздухопловство не сум ја инволвиран во тој дел воопшто во било кои процеси што се одвиваат, но во суштина моето мислење во врска со военото воздухопловство, кога сме веќе членка на НАТО, следи период кога ќе се прилагодуваат потребите на НАТО и можностите на нашата држава, колку може тоа да го исфинансира и во кој сегмент ќе се развива понатака војската и во средства и во кадар во воздухопловството. Во еднина можно е да има малку воздухопловство, бидејќи тоа е прилично скапо, а кога сте дел од една таква голема организација, како што е НАТО, кој што има свој прилично високи стандарди, не сум сигурен колку ќе може Македонија да издржи, да учествува во воздухопловниот сегмент како дел од составот на НАТО. И во моментов војската располага со хеликоптери, прилично транспортна категорија, и нешто малце од одбранбен карактер, ама тоа е многу мала количина на воздухоплови за да можеме дека нешто во НАТО би уиграле значајна улога. Вложуваме ли доволно во авиацијата? Македонија како социјална држава со прилично мал буџет, мислам дека во војниот сектор, како што кажав и претходно, тешко дека може да финансира значајно нешто што би представувало нешто значајно во рамките на НАТО. Значи, социјалната држава самата по себе си носи, нели, како што со години назад превработуваност, каде што буџетите се одвојуваат повеќе на плати, него на усовршување или доопремување, со средства, така да прилично, можам да кажам, скромни прогнози во наредниот период дека нешто ќе се случува битно во воздухопловството, во војската. Господин Саздовски, еден од начините да се стане пилот е преку цивилното воздухопловство, односно преку аероклубовите. Што вели вашето искуство, има ли заинтересираност? Значи, станувањето на цивилен пилот иде преку цивилни школи кои што постојат во Македонија, што е различно од војската, значи војската нема врска со цивилното. Таму луѓето се обучуваат сосема на други начини и стандарди. Таму нели постои еден договор со една компанија Елбит, која што во моментот врши обучува пилоти и мислам дека од кадарот што е во војската, таму ќе се создаде кадар релевантен и претходно се создаваше и сега се создава. Во врска со цивилното летање, значи Македонија, бидејќи не е членка на Европска унија, во цивилното летање, значи цивилното лиценцирање, Европска унија има создадено преку синдикатите свој, како да ви кажам, ограничен пазар на работна сила и они само нивните лиценци, тоест лиценците издадени во рамките на Европска унија, се важечки за летање на воздухоплови кои што се од европски регистрирани или компании европски или какви да кажете, значи они си има создадено еден свој сегмент цел кој што е прилично заштитен. А како што знаете, сите во Македонија нема македонска авиокомпанија, него се
најголем можност во моментов е Визер, каде што тоа е усвари компанија регистрирана во Маđарска и она единодно нуди можности на цивилните пилоти од Македонија да се вработуваат. Тоа е, значи, доаѓаме до моментот каде што кадарот, креирањето на кадар во нашите институции за образование е лимитирано до одредено ниво и после тоа пилотите се продолжуваат со својот дообразование или тренинг и обука и така натака во соседните земји како Бугарија, Грција, Словенија, Хрватска сега од која стана членка на Европска унија и така натака. Значи во Македонија во моментов многу малку родители одлучуваат да инвестираат во своите деца за да постанат пилоти. И за волја на вистината, ние се соочуваме во моментот со недостаток на кадар. Значи, конкуренцијата на работна сила во воздухопловството е многу мала, тоест има многу малку невработени пилоти, бидејќи можам да кажам во изминатиот период авиоиндустријата многу се развиваше на во целиот свет. Тоа и нас не тангираше со тоа што например, авиокомпанијата Визер што оперира во Македонија има запослено сите пилоти кои што скоро сите пилоти кои што ги поминале нивните процеси на приемни процеси и продолжи тоа да го прави. Сега е процесот стопиран бидејќи нели авиоиндустријава е една од позагрозените заради пандемијата. Така и колку чини тоа задоволство да се стане пилот, сите тие обуки кои мора да се направат и тестовите секако? Морам да ве коригирам, тоа е професија, не е задоволство. Значи, во воздухопловство, образованието во воздухопловството е во два сегменти. Едниот е теоретски дел, кој што е полагање на испити, на еден многу сличен ниво на факултет. Значи, единствен бенефит е што не се учи во училница, него е прилично тоа сведено на distance learning, на учење од далечина. Полагањето на испитите е многу строго и се одвива во канцелариите на агенциите за цивилно воздухопловство, каде и да полагате, дали во нашата држава или во странство, и е прилично строго. Значи, тоа е еден од потешките сегменти и тоа не кошта премногу. Значи, 3 до 4.000 евра е едно предавање за теорија и полагање. И тоа е прилично цената иста скоро секаде во Европа. Тоа што не прави наш скапи е тоа секој пилот мора да помине и низ тренинг со авион. Значи, тоа се 250 часа летање со воздухоплов, а самото воздухопловство е прилично скапо и цените се качуваат од една најекономска варијанта, почеток во некој од нашите школи во нашата држава и завршување најблиску во Хрватска со цените или во Словенија, за да се стекнете со европска дозвола од 45.000 евра стига до 50-55, бидејќи во практичниот дел од обуката има не секогаш, тоа се минимумите ние што ги кажуваме 250 часа, повеќето луѓе им треба малку поише за да се овладаат одредени сегменти и тоа е најевтиното нешто во Европа што може да се најде. Друго е од 100.000 евра нагоре и се разбира дека овие бројки се прилично вака скапи или изгледаат многу за родители кои што би се мислеле дали да инвестираат во своите деца, но не смеме да заборавиме дека платите во авиокомпаниите од еден приправник само што примен на работа почнуваат од 2.000 евра па нагоре. Значи, капетани и водачи на воздухоплови се во сегмент од 7 до 10.000 евра плата на месечно ниво. Цезовски, сакам да ве прашам и за спортот, поточно за падобранството, дали и со авионите на аероклубот Скопје се изведува овој спорт?
Значи, падобранството е класифициран во класичен спорт, каде што исто така тој е спорт кој што исто така можеме да кажеме дека е спорт на побогатите држави, бидејќи исто така има од потребата авион да се користи во самото тренинзи, во самите обуки, во самиот спорт како спорт, е прилично скап. За развивање на спортот се разбира дека секаде во светот треба поддршка од државата и како првично што кажа дека ние сме социјална држава, така и во овој сегмент, например, државата премногу малце на ниво на федерација 1 милион денара добиваме годишно за сите спортови, вклучително параглайдерство, едриличарство, моделарство и падобранство. И за споредба, Турција е 10 милиони долари, Словенија е 1 милион евра, значи на ниво, да кажеме, спорт како спорт. За забава, падобранци, ние обучуваме неколку десетици во годината, кои што одвојуваат приватно некоја сума на пари, за да можат да, да кажем, повеќе забава него спорт во падобранството. Така, Дејан Саздовски, благодарам што ова утро одвоивте време да се јавите во нашиот утрински брифинг. Благодарам за вас. Фала.